Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитуван народе македонски. Повторно, некако кога се враќаме во историјата, ако на времето беше морничево звукот задруги, колективи и така натаму, некако повторно, кога треба да промовираме европски вредности на здружување во задругарството, повторно кога се враќаме чекор наназад. Што е поентата со овој закон? Неколку леари, односно едно од битните работи, земјоделските задруги се носат во економија. Катастрофа. Нешто невидено, преседан сам по себе, кој значи силен удар врз земјоделството во Република Македонија. Од тоа што можевме да го проследиме на Комисијата за економија, иако овој закон според мене требаше да се разговара и на Комисија за земјоделство, произлезе една многу интересна работа. Имено со овој закон ќе згаснат сите задруги во Република Македонија, постоечките задруги, и тоа ќе биде основ за пререгистрација, односно поново регистрирање на задругите во еден систем кој ќе биде под капа на Министерство за економија. Тоа е катастрофален момент во однос на земјоделието, тоа го веќе спомнав, ќе го елаборирам и подетално. Меѓутоа, многу интересно, ова ми повеќе личи на оваа златната треска и се спомна дека многу задруги во Република Македонија не се пререгистрирани и ова представува одличен начин државата да ги земе тие задруги под своја капа. Ако малце проборичкате што е во суштина поентата на ова значи дека тајкуните од СДС и ДУИ специјално ќе можат овие имоти на задругите да ги префрлат најпрво во државна собственост, а понатаму да се ги земат за багателни цени и за своји нормално бизнес интереси. Значи тоа е една од моментите кој е скриен во овој закон. Ќе престанат да важат за другите кои постоеле во правниот систем на државата. Исто така, реков, овој закон има и некои други фалинки, меѓутоа ќе се задржам на земјоделието затоа што земјоделието представува еден од клучните моменти, односно клучната придобивка на ЕУ. Европската унија води специјална политика за земјоделство. И еден од главните столбови каде имате унифицирана политика за земјоделство е точно тоа протежирано во европската политика. И сега, еден од главните столбови на земјоделието во Европа е задругарството. Односно, укрупнувањето на земјоделците и настапување на европскиот пазар, на светскиот пазар, организирано, синхронизирано во интерес на Европската унија, во интерес на граѓаните кои живеат таму. И ние наместо да го следиме тој пат на европски политики, ние што правиме? Ние со овој закон ќе ги поништиме сите земјоделски задруги. Односно, од старт со донесување на овој закон, тие ќе престанат да важат. Прашањето на пререгистрација е утопија затоа што одењето на земјоделците од земјоделие во економија е сулудо. Во економија нема земјоделски политики. Нема проекти кои ја тангираат оваа работа. Нема соодветни ресурси за да нешто се промовира позитивно во однос на земјоделците. А со самото влегување на земјоделците во нови задруги, тоа станува уште еден удар за земјоделците затоа што веќе тие ќе го изгубат статусот на земјоделско стопанство, односно земјоделец индивидуалец. Тоа ќе значи дека овие земјоделци треба да поминат на некој начин многу близко до трговските друштва. Тоа е катастрофален момент за земјоделци. Значи, ќе ги изгубат сите права кои ги имат согласно Законот за земјоделие. Свесно или несвесно, меѓутоа, со тоа што се бутка овој закон, имавме комисијска расправа како да не стигна ништо до Министерство за економија, немаме ни образложување на законот, ова се бутка и ова ќе се тера.
Ова е на штета на земјоделците. Сака ли да го признаете или не? Ова се случува. Земјоделците ќе изгубат со еден ваков закон затоа што се мешат работите. Понатаму, самиот закон е така концепиран да представува многу блиска форма на организирање на земјоделските задруги до трговските друштва. Без разлика која е да го земете. Значи, многу тешко може да излезете од задруга, многу обврски, многу обврски кон државата. Тоа е направено во ред за да се заштитат акционерите, за да се заштитат фирмите, да се заштити државата. Меѓутоа, идејата на земјоделците влегување во задруги не е тоа. Тие доброволно влегуваа во задруги за да ги остварат своите права. Тие генерално правата ги задржуваат согласно Законот за земјоделство и рурален развој, каде што индивидуално ги имат правата, не колективно. И сега кога ги ставите во колектив, тие губат све. Тоа е замката на овој закон, што не смее да се случи. Ние ќе понудиме амандмани на оваа тема, затоа што произлегуваат од земјоделците. Во спротивно, ниту еден земјоделец нема да влезе во задруга. Зашто би влегол? За да плаќа повише? За да има повеќе давачки, за да има повеќе администрација, за да има повеќе инспекции? Тој може сам да си го регулира тогаш производството, како земјоделско стопанство. Значи, нема никаква логика. Сосема е друга проблематиката на задругите во однос на тоа што го слушнавме за енергетика. Тоа е сосема друга проблематика. Никој нема против тие задруги да влезат во економија. И таму треба да има строго регулирани правила. Затоа што дел од тие задруги можеби ќе прерастат во сериозни објекти каде што треба стриктно да се регулираат односите помеѓу чинителите во задругите. Меѓутоа, за земјоделството ова не пасира, не одговара. Имаме и други задруги. Стамбени, не знам какви, може ќе се јават и четврти, пети типови на организација на задруги. Што е во ред. Меѓутоа, ставањето на земјоделците во овој кош е тотално промашена политика која мора да се сопре, затоа што во спротивно носиме антиземјоделски закони. Односно нешто што е инвестирано со многу проекти од Европската Унија, со европски пари, да се направи почетокот на тоа здружување на земјоделците. Затоа што земјоделците, еден од успесите е да се здружат. И сега тоа се суспендира. Зошто? Повторно ќе се вратам на почетокот на мојата теза. Затоа што некои таму бизнисмени од владеачките партии сакат да земат некои имоти на земјоделски задруги. Ништо друго не е поентата. Чисто бизнес интереси на олигарсите. Таму некоја стара задруга од 53-та црвена звезда, партизан, не знам како ги викаа тогаш за другите, треба да сега да сгасне и некој да го земе имотот. Не морате да го уништувате земјоделството, не морате да ги уништувате земјоделските задруги за тоа да го направите. Регулирајте во централен регистар, регулирајте во други закони како тоа да се регулира. Никој не е против тоа секој имот во државата да има собственост, да не виси ниту еден имот нерегулиран. Меѓутоа, не на штета на земјоделците. Имате начин тоа да го направите. Или со амандмани, или повлечејте го законот, не е страшно да се доработи, со 2 члена да се исклучат земјоделските задруги и готово. Имаме специјален закон за земјоделски задруги, сега го суспендираме. Тоа е невидена пракса. Многу прашања кај земјоделците, многу прашања кај тие малку земјоделски задруги кои едва ги формиравме и вие потрошивте многу енергија за тоа да обстои и сега едноставно го множиме со нула. Не е добра оваа политика. Нема потреба од овој закон, законот треба да се раздели. Земјоделски задруги и останати задруги. Инаку ќе створиме хаос, непотребни проблеми, онаму кај што нема потреба. Благодарам. Реплика Димеле Велковски, повелете.